Доколку продолжи економската инфлација и покачување на цените на производството на раноградинарските производи, за 2 години ќе нема да има домашно производство на марула, млад краставици, домати и други производи, велат денеска производителите на раноградинарските производи од Кочанско на градскиот пазар. Со висок квалитет нашите производи, за разлика од 90% од они кои го нудат на Кочанскиот пазар е од струмичко производство. Ние сме едни од ретките со бракета Николови и тука уште некои има кои лично произведуваат, додека другите се трговци кои стоката ја пласираат од Струмица, значи кој рапидно заостанува со квалитетот во однос на нашите производи, кои се со одличен квалитет благодарение на природното ѓубриво, благодарението на минимум употреба на пестициди, хербициди и инсектициди. Велат дека цените се покачени во однос на минатата година поради зголемените трошоци за производство, но на пазарот во Кочани главно се продаваат квалитетни земјоделски производи. Цените се прифатливи за секој џеп, иако сме свесни дека џепот на нашите потрошувачи е се потенок, се поплиток, бидејќи имаме инфлација, речиси, неофицијално од над 20%, а официјална негде околу 19,8%, а неофицијална е многу поголема. Тоа се одразува и на нашите цени, бидејќи производствените трошоци се многу поголеми и затоа цените се и кај нас релативно благо покачени, бидејќи мора да се дадат инфлацијата, како што реков, е неофицијално над 20%. Меѓутоа загрижува фактот што се помалку и помалку производители има. И не само што не е исплатливо да се произведува зеленчук, нема кој да го работи, бидејќи младите масовно се иселуваат во европските земји, а повозрастните ќе работат се додека можат. Па видите, овие времиња не се исплаќа више. Додека сме ние постарите ќе работиме, младите не ќе да работат. Проблем голем е тоа. Многу голем проблем. Годините јас дека по 1500 до 2000 корна продаваш марула и зелка. А сега не се продава од сабале 100 корна. Нема млади, нема на кој да продаваш, не ќе да работат. Обврските знаеш од 24 сати со растадите. Откривање, закривање, поливање и многу е тешко, многу тешко. И не се исплаќа више да се работи више. Инаку на денешниот пазар се продаваше и овошје, зеленчук по малку повисоки цени, а граѓаните ги купуваа само на основните производи.